Чудно на вистините очекував дека некој од власта ќе се јави да каже барем еден збор, во говор, во дискусија. Не во реплики, за реплики гледам има херои присутни тука, кои што сакаат да кажат 3 минути да побегнат, ама да позборуваат малку подолг временски период. И не веднаш тоа да се проблематизира и да се оде на етнички разговори и дискусија за темата. Најмалку што сакам да разговарам во ваква ситуација е кога имаме еден член, кандидат за уставен судија кој што влегува по клуч и кој што треба да биде од турската заедница, на кој што е пријавен еден кандидат од турската заедница за ова место, да го проблематизираме прво национално, етнички или било како. Човекот е тој кој што дошол како предлог, човекот е единствен кој што се пријавил или го пријавиле затоа што постапката на пријавување е таква каква што е, човекот е со сиви какво што има, дали е добро, дали е лошо, не би сакал да коментирам од ова што го гледам дека можел да се потруди малку повеќе со одредени активности, меѓутоа тоа е што е. За жал, на крајот на денот, најмал проблем е името и презимето на сегашниот кандидат Фатмир Скендер, кој што доаѓа од Девар по националност турчин и целата оваа негова, да речам, професионална кариера како се движала. Поголемиот проблем, односно најголемиот проблем, е што ние 3 дена, од 2 дена од усвојувањето на дневниот ред, 1 ден од дискусиите, не слушнавме некој од власта да искоментира за процедурата, односно постапката на кој што ги бираме овие уставни суди. Ако на почетокот на комисијата, која што ја започнавме на 7.6, внимавајте со датите, 2021 година, имавме несогласувања поради можните кандидати за уставни судија и тој ден се прекина таа седница. Нејзино второ обид за продолжение имаше на 21.7.2021, значи месец дена после првата седница во 2021 година, за потоа да имаме застој до 13. август 2022 година. 10 месеци, колеги пратеници, Комисијата за избори и именувања не заседаваше, предлози за уставни судии немаше. За денес, во моментов додека го зборувам ова, некој да држи пресконференции во прес-центарот и да каже нема да дозволам ВМРО ДПМН да предизвика уставна криза. Па национална криза и уставен проблем сте вие од власта што 10 месеци на допис од судски совет не се организиравте да поднесете барање за уставни судии и тие 10 месеци не работевме. Не работеше, не беше свикувана од страна на власта оваа комисија. Зошто? Одговор ќе дадете вие. Дали имавте проблем коалиционен во усогласување на имињата на кандидатите за уставни судии, не знам. Слушам, се шпекулира, ама пак е шпекулација. Затоа очекував некој од вас да стане, да има говор, да го прашаме, можеби ќе добиевме одговор. Дали имаше обид да некој од заинтересираните кандидати за членови на Уставниот суд и кандидати за уставни судии, кои што сакаат да се пријават, се обидувавте да ги одвратите од пријавувањето и да им кажете дека се за пензија, а не се веќе за работа, дека има помлади луѓе, а кои што ви кажуваат дека имаат одработено за вас и дека имате обврска да им го дадете, да им ја дадете можноста за да си го завршат својот животен и професионален, повеќе професионален, да не бидам лошо сватен, пат или кариера како уставни судии, кои што ќе имаат мандат 9 години, најдобро знаете вие. За жал, после тоа 10-месечно пауза, која што можевте да ја искористите и на која што можевте да зборувате, закажувате уште неколку ситни продолженија, празни термини, рокови колку што сакаш. Минативе 2 недели можевме да работиме со Комисија за уставни судии и да дојдеме до изборот, односно да завршиме со кандидатите. Ама вас, господа од власта, не ви се слуша за состојбата во судството. Затоа што слика на изборот на уставни судии и состојбата во Уставниот суд е состојбата во судството во глобала.
92% од граѓаните во државата немаат доверба во судството. 92% од граѓаните немаат доверба, се извинувам, во најголем дел од судиите и она што значи партизирано судство. За да слушаме тука после 5 години власт дека се спомнуваат тефтерчето, дека се спомнуваат Сваровски суд, заборавена е таа приказна, драги мои колеги. Заборавена ви е приказната затоа што после тоа имаше еден човек кој што се кажуваше дека ќе биде реформатор и председател на Советот за реформа на судството. Го памтите ли тој? Премиер ви беше, аплаудиравте тука во оваа сала. Го памтите ли тоа лице кое што требаше да ги направи сите реформи во државата? Меѓутоа, немавче ништо од тоа. Знаат граѓаните добро на каде ја водите државата. Тие 92% незадоволство и недоверба во судството се пандан на она што значи избор на уставни судии и начинот на кој што се делегира. Иако на комисија се договоривме дека ќе работиме сите заедно на измена на начинот на избор на уставни судии, еве денеска ни глас да слушнеме од владеачкото мнозинство кое единствено има желба да го направи изборот на она што им доаѓа како партиска директива. Еден да станеше да каже еден глас за одбрана или за фалба или за презентација, еве да го искористам зборот, на овие кандидати за уставни суди. Еден да станеш. И замислете, луѓе кои што нити знаеме кои се, луѓе за кои што власта која што ги предлага не дава информација кои се, не можеме да дискутираме, ќе добијат мандат во највисоката судска инстанца, во Уставниот суд, судот кој што треба да се грижи за заштита на законитоста и заштита на правата на граѓаните, и е судот кој што е највисок суд и орган во државата за едноставно се она што значи општествено правно живење во државата. Јас да се извинувам, мислам дека треба да имам дополнително време. Да, благодарам. Да се вратам, бидејќи гледам дека сега имам доволно време да кажам и одредени други факти. Точката на дневен ред беше утврдување на предлог на избор за судии на Уставен суд на Република Македонија. Расправата отворена за тројца судии. Расправата за првиот, односно денешниот кандидат Фатмир Скендер, завршена пред летните одмори. Доколку навистина мислевте дека треба да нема уставна криза, дека во овој начин на работа и избор и начин на информација за завршената комисија е исправен, зошто тогаш пред одморите господинот Фатмир Скендер со информација, односно изјава или како предлог за избор на уставен судија не беше испратен од претседателката на Комисијата за избор и именување? Затоа што знаете дека согласно член 128 има одредени обврски, затоа што знаете дека комисијата не е завршена, затоа што знаете дека поединечното изјаснување за овие кандидати за уставни судии не значи дека на крајот заедничкото изгласаните 3 предлози за избор како целина, за кој што не беше завршено, не е исправно, и затоа чекавте да поминат и другите кандидати. Ама очувајќи се со неефикасноста, нежелбата за ваше работење, па на крај на денот и несакање на слушање на критики за сето она што го зборува опозицијата, а опозицијата е гласот на народот и она што представува вистина во Македонија, различна од она розова вистина која што ја презентира вашиот Центар за комуникации и во која што очигледно и вие живеете, се решивте и се дрзнавте на прекршување на деловникот, а преку тоа и Уставот, и абсурдот на целата оваа работа е дека денеска еве разговараме за уставен судија на пленарна седница од извештај од комисија која што не беше завршена, од извештај од комисија за која што се дискутира и од извештај од комисија
кој што не е веродостоен од она што можеме да го прочитаме од самиот извештај за она што се случувало на комисија. Зошто го велам ова? Затоа што за трите кандидати требаше да има извештај. Членот 128 од деловникот вели дека во тој извештај телото зазема став кој што го разгледува и поднесува извештајот до собранието. Овој став не е на работното тело, овој став е само на председателката на комисијата, до таму е отидено што дури ни оние кои што го изготвуваат материјалот, а тоа се службите, не се пише никој го подготвил и изготвил, затоа што луѓето знаат дека ваков преседан во 30 годишната историја на парламентот не е случен. Меѓутоа, еве имаме примарни и приоритетни состојби на негативни пракси со ова парламентарно мнозинство и со ова раководство и за оваа тема, така да покрај етичкиот кодекс кој што вчера реков можеме слободно да офрлиме, од денеска и деловникот можете комотно да офрлите, затоа што толкувањето во собранието не е согласно закони, устав и деловник, толкувањето е од тоа како во моментот и одговара на власта. Да спомнам уште малку за извештајот кој што беше даден. Во извештајот се наведува дека требало да се има предвид дека седницата на комисијата на која што треба да се расправаат предлозите за уставни судии, внимавајте, се одржува долг временски период. Председателката на комисијата на пратеници кои што единствено имаат право да зборуваат врз основа на одредени прописи, им кажува дека зборуваат подолг временски период. Како се осудува, со кое право и по кој член од деловникот произволно да ги образлага своите неделовнички постапки и непромислени постапки како председател на комисија. Председателката на комисијата, знам дека ова не беше нејзин избор да стави подпис на ваков извештај и знам дека со тоа што вчера гласаше против, проба да се оправда околу целата таа работа, меѓутоа не можам да разберам жена со свој интегритет и авторитет да биде едноставно присилена да го направи тоа што го направи, и како и да е на крај на денот сама одговара за незината постапка, а вие имавте и имате се уште можност колективно да ја ослободите од одговорноста, затоа што постапката која што ја направивте, ќе повторам уште еднаш, е преседан во работата на собранието. За истата оваа постапка поднесена е интерпелација. Се надевам дека оваа интерпелација ќе го доживее денот на јавноста и дека за некоја интерпелација ќе поразговараме и тогаш ќе ги објасниме сите неделовнички, неуставни работи кои што ги правите во начинот на избор на овој уставен судија. Ви благодарам.